До крајот на следната година, министерот Бочварски очекува да го види и крајот на изградбата на браната на река Отиња во Штип. При денешниот увид на терен тој посочи дека е утврдено и динамиката на работите на терен се засилува и проектот е реализиран околу 60%. Потенцираше дека е важно што се премостени сите административни пречки кои во изминативе месеци го кочеле проектот. Разговарав и со представниците на изведувачот и на надзорниот орган, кои ги представија реалните состојби и активностите кои се реализираат на терен. Во овој момент работиме на изградба на загатот, на бочниот преливник и очекувам наскоро да започнеме со изградба на телото на браната. Предизвиците со кои се соочивме во изминатите месеци се надминуваат, а динамиката се зголемува. Темелниот испуст е веќе завршен, како и во завршна фаза е реализацијата на инекционата завеса. Загатот кој сега се работи е реализиран со некаде околу 50% прогрес, додека вкупниот прогрес на изградбата на браната изнесува некаде речиси 60%. Бочварски додаде дека Министерството има предвидено буџет за овој проект и за следната година. Првичниот рок за изградбата беше почетокот на 2024, но согласно со временските услови се очекува да се пролонгира до крајот на следната година. Бочварски потенцира дека е важно што оперативата и денес има простор и можност за работа. Сите предизвици, како што најавив и во првичната изјава, се надминати и со тоа веќе гледате дека фронтот е зголемен, токму и во овие месеци на ниски температури, веќе во декември сме навлезени и драго ми е што и денеска има огромен и добар фронт за работа. Ние во буџетот на Министерството за транспорт и врски имаме предвидено средства и за наредната година и очекувам кон крајот на наредната година веќе да се види крајот на реализацијата на овој проект, нормално согласно временските услови, бидејќи овде временските прилики или неприлики многу влијаат на реализацијата на градежните објекти, посебно на вакви објекти кои што и текако временските услови имаат влијание. Драго ми е што голем дел од административните проблеми кои што се појавија и предизвици се надминува. Изградбата започна на 21 јули 2021 година, а предвидената инвестициска вредност на проектот е 306 милиони денари. За продолжување на проектот, оваа година беа обезбедени повеќе од 120 милиони денари преку буџетот на Министерството.